Еден кабел за Android и еден за iPhone. Кој е горе, кој е доле, дали пасува или не. Ова запретување станува минато. Добре дојде USB-C. Новиот стандарден конектор за полнење и пренос на податоци. Европската унија наметна еден стандард кој мора да го почитуваат сите производители. iPhone 15, кој беше представен во септември, е првиот смартфон на Apple кој целосно го прифаќа USB-C. Но што добивате, а што губите со новиот стандард? USB-C е индустријски стандард кој има идентичен влез и излез и од која страна и да го поврзете, нема да сгрешите. Единствена разлика е во капацитетот на префрлање фајлови. Постарите генерации имаат капацитет од 5 гигабити во секунда, а новите двојно повеќе. Затоа треба добро да го проверите капацитетот на уредот пред да го купите. Годишно на отпад завршуваат полначи тешки 54.000 тони. Според ТЕУ, ова се должи и на различните полначи и кабли. Се проценува дека потрошувачите ќе заштедат 250 милиони евра. Сепак од Apple, иако попуштија, тврдеа дека примената на еден стандард ќе ги успори иновациите и кога ќе излезе нова технологија, ова регулатива повторно ќе треба да се менува. За сега, најголем проблем за USB-C е ограничената мокност на полнење на поголеми уреди. Непроверени ефтини реплики може да предизвикаат пожар. За вас како корисници, предноста што ќе заштедите на купување различни полначи за смартфон, лаптоп, таблет, звучник или виртуелни очила.